Дозата на самодоверба е огромна, веројатно поради впечатокот дека десната рака со сигурност треба да биде информирана за се. Тоа и треба да биде нормално кога се работи за исклучително блиски соработници, кои до најситен детал се запознаени со состојбите. Зошто останува функцијата прв вице-премиер? Не останува. Тоа е јас и на ваши колеги новинари се да објаснам, нема да има таква работа. Значи Изет Меджити нема да биде прв вице-премиер. Ќе си биде заменик председател на влада, како што ќе бидам јас и Изгледа дека некои работи не се закажување во четири очи, особено не пред министер во чиј делокруг е уривање дивоградби. Па затоа сигурноста со која се настапува треба да биде со резерва, бидејќи тоа за што не се зборело тет-а-тет со еден, било прецизирано со некој друг. Договорот кој што го имаме во рамките на коалицијата джентламенски е да има прв вице-премиер и тоа ќе биде господинот Изет Меджити, но тоа е надвор од законот. Законот вели и подразбира само заменици на председателот на владата. Тоа што до сега е работено на диво и тоа што до сега е работено незаконски, тоа нема да биде пракса во работењето на ова влада. Дивјаштвото, како практика од минатото, сега се нарекува джентлменство. Не е важно дали во потесните кругови се знаело или министерката таела дека има државјанство од земјата од која премиерот не прифаќа диктат, но како вистински кавалер, тоа не представува пречка. Јас можам за Сања само да кажам дека е исклучителен експерт, европски експерт и сум среќен што имам како соработник во мојот тим. А штом има джентлмен, мора да има и офицер. Нашиот, кој е за врски со Брисел, има впечаток дека интеграцијата во Европската унија е романтична драма. Што му се причинува? Дека покрај себе има филмска звезда, а не дипломат. А е тоа, па дури да погодеше кого представува. Прва многу успешна средба со амбасадорот на Европската делегација, господинот Ричард Гир. Извинете, господинот Дейвид Гил. Добро е што се уште е на почеток, па има шанса да се научи, оти по толку долго време директорување. Мора етапно да се влегува во министерска шема. А тоа, за многумина, секогаш поминува. Па докторски, може да се даде диагноза. Господинот Ахмети е возрасен човек, за мене и сериозен човек, кој што 22-3 години е на власт, сега му треба малку одмор. И на крајот, додека едни се одмараат, други допрва почнуваат. Со зурли и тапани, ама некако наопако. Од себе звезда збориме после Венко, али окей. И као другар се радувам за Венко, кој што ми е другар. Ама не се радувам за СДС. Изградава е празна денеска и не е окей. И тоа треба многу да каже за сите на себе. Филипче е доктор за глави, а оттаму секогаш мириси. Сепак, со оглед дека има мандат од 9 месеци, а партијата е стерилна. За нешто да породи, веројатно треба да стане гинеколог.